Над 200 милиони деца во светот принудно одат на работа покрај овој тип на злоупотреба. Тие се жртви на семејното и сексуално насилство. На светскиот ден на детските права, наместо за детската радост, светот се уште зборува за детска злоупотреба. Тоа е наша тема и во овој дневник Деспина Тодоровска повторно во живо. Така, Маријан, точно 25 години насекаде во светот на овој ден се одбележува денот на детето. Овој ден кој што треба да не потсети дека децата и натаму се најголемите жртви на семејното насилство и дека нивниот труд секојдневно се злоупотребува. Овој ден кој што треба да не поттикне да размислиме како можеме да им помогнеме на овие деца. Повеќе на оваа тема во дневникот во живо разговарам со психологот Јана Зенговска од првата детска амбасада во светот Меѓаши. Зенговска, во 21. век, наместо да разговараме за радоста и среќата кај децата, најактуелно и натаму е нивната злоупотреба. Кои форми на злоупотреба кај децата се најактуелни, најчести во светот, па и во Македонија? Добро вечер до вас. Семејното насилство со години е најактуелен форма на злоупотреба на деца, физичко, психички занемарување кај децата, тоа и во светски рамки, не само кај нас, злоупотреба на детскиот труд, питачење, препродавање, вршење на тешки физички работи, како и сексуалната злоупотреба или сомнежи за сексуална злоупотреба. Жалосно е затоа што после 25 години зборуваме за насилство, меѓутоа конвенцијата возможи да можат децата и јавноста да можат да зборуваат и да измислат, да смислуваат други начини превентивни да можат да ги заштитат децата. Физичкото насилство е навистина е тешка форма на насилство, сексуалното предизвикува длабоки последици кај децата, кој тешко кривично дело и најголема форма на насилство, меѓутоа не смее да се заборави занемарувањето на децата, особено во овој период на екзистенција за кој што се борат сите родители. Занемарувањето за нас не представува само неводење грижа за оптималното здравје на децата, хигиената и така натаму, туку занемарувањето представува и неводење соодветна комуникација со децата, игнорирање на децата и на нивните потреби. Какви последици врз развојот на детето може да доведат да направат сите овие злоупотреби? Може да доведат до воспитно запуштени деца, може да доведат до депресивни деца, може да доведат деца со ниска самооптоварба, со ниска самопочит, со агресивно однесување, кои што понатака може да пројават девијантно однесување. Кај насилството е многу значајно затоа што децата не се насилни, туку тоа го научиле. Доколку не се искорени, тие ќе го рефлектираат и понатака и трансгенерацијски ќе се пренесува како модел на воспитување затоа што така мислат дека треба. Постои ли начин на кој што може да се заштитат децата со оглед на тоа дека во последно време насекаде во светот, па и во Македонија, се донесува голем број на закони со цел да се заштитат децата, но и натаму сме сведоци дека деца по улиците има и дека нивниот труд и натаму се злоупотребува. Законите се добар механизам за кој што може да се превенира, меѓутоа превенцијата е најважна. Ние вчерашниот ден кажавме дека нашето мото е заедно да изградиме култура на превенција и да им дадеме надеж на нашите деца, заедно со Македонски телеком и Рамстар. Меѓутоа, превенцијата подразбира стимулативни програми. Превенцијата разбира рано препознавање и неигнорирање на знаците кои што се покажуваат на насилство или злоупотреба на деца. Сигнализирање на соодветните институции на системот кои што се со цел да ги заштитиме децата. Треба граѓаните да знаат дека сите ние сме одговорни и сите ние треба да информираме доколку забележиме одредени форми на насилство кај детето, особено во градинките и во училиштата, каде што воспитувачите и учителите поминуваат подолго време можеби со нашите деца од тоа што ние поминуваме со нив. Јас благодарам за разговорот. Порака по повод Светскиот ден на детето испрати претседателот Ѓорги Иванов, кој потенцираше важноста на децата во секое општество, како и важноста за зачувувањето на традиционалните семејни вредности. Повеќе за ова предлагам да слушнеме од прилогот. Децата имаат право на живот и здравје, развој, заштита, образование и еднакви можности, без разлика на полот, етничката, верската и социјалната припадност. Денес насекаде во светот се слави Денот на детето, ден кој треба да не потсети на сите тешкоти со кои се соочуваат малите ширум светот. Децата се почесто се жртви на семено насилство и сексуална злоупотреба. Наместо во училишните клупи, светските податоци говорат дека повеќе од 200 милиони деца работат на улица. Во Македонија над 2000 деца секојдневно живеат
живеат под ведро небо и без родителска грижа. Во својата порака по повод меѓународниот ден на детето, претседателот Иванов ја потенцираше важноста за заштита на децата и семејните вредности. Правата на детето представуваат основа на слободата, правдата и мирот во светот. Од почитувањето на нивните права зависи иднината на секоја држава. За кого инаку градиме патишта ако не за нашите деца? За кого градиме училишта и спортски сали? Дали можеме да имаме економски раст ако дозволиме да се занемари најважното во нас, а тоа е грижата за нашето потомство? Во Република Македонија, како и на многу други места низ светот, семејството се наоѓа под удар на повеќе фактори. Од многуте ги издвојуваме социоекономските предизвици, губењето на традиционалните семејни вредности под влијание на модерното темпо на живот, се поголемите обврски кои не дозволуваат доволно заедничко време со децата. Затоа, семејството треба да има примат при заштита и поддршка на децата, се вели во пораката на претседателот Иванов. Пред 25 години Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Конвенцијата за правата на детето, документ кој ги обврза државите да ги почитуваат јасно дефинираните права на најмалите граѓани.